Се сведува ли ветингот повторно на предизборен популизам? Тресење од гаќи на суди и обвинители, барем според најавите од власта, дури по избори. Министерката Десковска, која остро ја критикуваше работата на судството и обвинителството, вели дека не треба да се избрзува со процесот. Мора да бидеме свесни дека за да се почне процес на ветинг потребно е двотретинско мнозинство. А тоа двотретинско мнозинство и таа дебата околу тоа не може да се заврши пред изборите, значи тоа е реалност. Ниеден процес не треба да биде избрзан. Кој ќе го спроведе и како, Десковска вели постојат повеќе варијанти. Една варијанта е дека може да се врши ветинг од страна на заедничка комисија која што ќе испитува повеќе аспекти, но исто така можно е прочувствувањето да оди преку активност на повеќе институции, почнувајќи од постојни институции кои што постојат во комбинација со вршење на нивните надлежности, но имаме и модели кои што ги гледаме дека постојат и се применувале во други земји кај што комисија целосно ја превзема таа надлежност и го спроведува процесот. Значи тоа треба да биде процес кој што ќе биде договорен со консензус од двотретинско мнозинство. СДСМ ветингот го споменуваше и пред изборите во 2016 година. Во изминативе години владење на Заев, кога се зборуваше за прочистувањето во судството, тој велеше дека со таква процедура може да останеме без судии, а подоцна тврдеше дека е му забранила. Опозицијската ВМРО-ДПМНЕ се согласува со идејата за ветинг, но партијата смета дека не треба да бидат опфатени само луѓето од правосудството, туку и политичарите, и дуе за ветинг на сите функционери, но и на секој кандидат за јавна или државна функција.